Уследите неделното интервју на Слободна Европа. Во него гостин е председателот на СДСМ Бранко Црвенковски. Господине Црвенковски, баравте предвремени избори и ги загубивте. Што ве прави да бидете оптимист, повторно да очекувате дека на оваа власт пред време ќе биде одземен мандатот? Моите очекувања дека на Македонија и следат уште едни предвремени парламентарни избори не се должи на некаков оптимизам, туку обратно на песимизам. На песимизмот, гледајќи во кој прави се движи државата и каква иднина не очекува. Ако се направи една мала анализа или согледување на најкрупните политички настани кои што се случија во земја од 5 јуни до денес, значи после изборите, како резултат на политиките на власта, можеме да заклучиме дека староновата влада на чело со Никола Груевски не направи никакви корекции или измени во својот пристап, ги продолжува истите политики. Тоа значи дека ќе продолжат истите трендови, состојбите ќе се влошуваат, политичките тензии ќе растат, политичката криза неминовно не очекува и се разбира начинот да се надмине се предвремени парламентарни избори. Македонија е држава која што ден во ден е се помалку слободна, се помалку демократска. Македонија е држава која од ден во ден е се помалку правна држава. Ако гледаме на економско-социјален план, ќе видиме дека политиката на Никола Груевски е всушност една популистичка политика, која што според старата римска изрека на граѓаните на народот нуди лепи игри, со тоа што во случајот на нашата земја се помалку има леп, а се повеќе игри. Ако погледнеме од аспект на нашите стратешки интереси и цели, а тоа е евроатлантското интегрирање Македонија, не се забележува никаков помак или исчекор напред, обратно, општ печаток и во земјата и надвор од земјата е дека Македонија е се подалеку од членството во НАТО и од почнувањето на преговорите со Европската унија. Меѓутоа, јавноста ви забележува за пасивност во критикувањето на грешките на оваа власт, евентуален криминал, трошење на буџетски средства, корупција. Дали СДСМ како најголема опозицијска партија има обмислено начин на действување и каков е по изборите? Па се разбира, Социјалдемократскиот сојуз има свој план, има своја стратегија и функционираме според таа стратегија. Ова е период во кој што се обидуваме до крајни можности да ги искористиме институционалните механизми за водење на политичка битка. Значи, оние механизми и оние средства кои што се сосема вообичаени за нормална демократска држава. Например, борбата во парламентот. Мене ми е сосема јасно и јас ги согледувам тие критики кои што доаѓаат од дел од јавноста, од дел од граѓаните, од дел независни интелектуалци кои што сметаат дека Македонија не е нормална демократска држава и дека овие, да ги наречам, конвенционални начини на водење на политичка битка едноставно не функционираат и не даваат резултат. Јас се согласувам со нив. Клучното прашање е како да дојдеме до моментот не дел од јавноста и дел од граѓаните, туку поголемиот, мнозинскиот дел од јавноста и од граѓаните да дојдат до сознанието дека оваа власт не овозможува институционална демократија. Има едно непишано правило, ако власта оневозможува демократија во институциите, ќе ја добие демократијата на улиците и ние сме подготвени и за таа фаза на политичко действување. Рековте, очекувате политичка криза во владата. Колку е значен фактор ДУИ која во рака го има адутот околу прашањето за името, кое бара да се реши и во секое време може да го постави? Што точно ќе прави ДУИ и дали воопшто нешто ќе прави, јас не знам. Нити пак нашите планови ги заснуваме на некакви очекувања од потези повлечени од страна на ДУИ. Тие се коалициони партнери, за своите постапки и за своето учество во владата ја делат одговорноста. Мислам дека приказната дека тоа се две различни опции кои што под присила се наоѓаат во заедничка коалиција веќе никој не ги прифаќа. И ДУИ начело со Али Ахмети треба да бидат свесни дека за сите политики на оваа влада сега и во иднина, како и во изминатиот период кога се коалициони партнери, ја делат одговорноста. Како што Груевски ја дели одговорноста, дури му припаѓа поголемиот дел како премиер и водечка партија за амнестијата на хашките случаи, например, така и Али Ахмети и ДУИ ја делат одговорноста за блокираните евроатлантски интеграции на Македонија, за тоа што Македонија не станува членка на НАТО или не го продолжува својот пат преку отпочнување преговорите со Европската унија.
таа одговорност им припаѓа подеднакво и со таа одговорност ќе мора да се соочат. Дали ќе учествувате конструктивно како опозиција во обединувањето околу ставот за прашањето за името, како што повера премиерот на прославата на независноста, колку е тоа реално можно и како би се направило? Основното прашање е следно. Не дали единство, туку единство за што, околу што, за каква политика, за остварување на кои цели. Ако Груевски очекува да бидеме единствени, да му даеме подршка за политика во која што ќе има политички мотивирани и монтирани процеси против неистомисленици, како што беше апсењето на Љубе Бошковски, лидер на една опозиционална партија, или ако мисли дека треба да се постигне единство околу постапки, како што, например, беше рушењето на космосна Фијат Сановски, едно брутално, примитивно, осветничко однесување, ако очекува да добие единство за политика која што, например, го злоупотреби процесот на лустрација повторно за пресметка со критичари на власта, како што беше случајот со Владимир Милчин, или за затварање на медиуми, како што имавме ситуација во изминатиот период, околу таква политика единство не можеме да постигнеме. Ние со таква политика не само што не се согласуваме, туку против таква политика жестоко ќе се бориме. Што се однесува до прашањето за името, спорот со Грција, ние нашата рака на конструктивност и на тој начин и создавање на единство во земјата ја подадовме многу одамна. Значи, тогаш кога соопштивме дека ставот на Социјалдемократскиот сојуз е дека ќе поддржи било какво решение кое што прифатливо за Груевски и власта, кое што нема да задира во националниот идентитет на македонскиот народ, во засебноста на македонскиот јазик, македонската култура, ние всушност се определивме да градиме единство во оваа земја. Со прифаќањето и за референдумско јаснување во очи на парламентарните избори, всушност му дадовме карт-бланш на Никола Груевски да ги има зад себе клучните политички фактори во земјата околу истите црвени линии и тој сега, негова одговорност е, имајќи таквата подршка, да ја внесе земјата во НАТО и да ги отпочне преговорите со Европската унија. Господин Црвинковски, какви се случувањата внатре-партиски меѓу членството по изборите? Каков е вашиот авторитет? Гледаме дека Пучковски јавно искажува поинакви ставови од вашите. Состојбата во Социјалдемократскиот сојуз е одлична. Значи, факт е дека ние ги изгубивме изборите, не победивме на овие избори. Тоа би било за очекување да предизвика некако разочарување или апатија кај членството, тоа не е случај. Мислам дека е невкусно јас да говорам за мојот авторитет во партијата, тоа ќе треба да прашате било кој друг, било кој од 65.000 членови на оваа партија, што се однесува до јавно искажаните ставови на Владо Бучковски, тоа се негови лични ставови. Тој е член на партијата, не е член на ниту еден орган од партијата и не говори во името на Социјалдемократскиот сојуз. Она што го прави различен од останатите членови на СДСМ е неговата проодност во медиумите. Очигледно дека владеачката партија проценила дека има некаква корист да му се овозможи што е почесто присуство во пишаните и електронските медиуми со таквите ставови и претпоставам дека тоа ќе трае до оној момент додека не донесат нова проценка, а тоа е дека тој повеќе за нив неупотреблив и не им врши работа. Едноставно тогаш претпоставам дека ќе биде многу тешко да го прочитаме или да го видиме Бучковски со некоја своја изјава. Како гледате на медиумскиот простор и што планирате да направите? Не е само на СДСМ ексклузивитето да се бори за слободата на медиумите. Тоа е општествен проблем. Тоа е проблем на 2 милиона луѓе. Тоа што немаме слободни медиуми, тоа што не можат луѓето да допрат или до луѓето да допрат вистинските информации или спротиставени информации со различни аргументи. Нашиот дел од битката ние ќе го водиме. Се разбира, ние не сме власт. Ние не можеме да формираме медиуми, меѓутоа наша задача е да ја разобличиме оваа недемократска политика на актуелната власт. Ние тоа го правиме. И се разбира, заради таквата политика, да обезбедиме поддршка од граѓаните за следните избори со кои што таа политика ќе биде променета и радикално сменета во позитивен правец. Ви благодарам на разговорот. Благодарам и на вас. Го следевте неделното интервју на Слободна Европа. До гледање.